Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Ликовниот уметник Славчо Максимовски во интервју пред нашата камера зборува за неговата изложба на фотографии со наслов "Убавите жени на мојот народ". Учениците ќе следат настава со физичко присуство и покрај енергетската криза. Вчера во акцијска контрола за брзина со која се движат возилата, вкупно изречени 120 мерки. Ликовниот уметник Славчо Максимовски неодамна во Скопје имаше премиерна изложба на фотографии во рамки на неговиот најнов проект насловен како "Убавите жени на мојот народ". Во интервју пред нашата камера зборува за инспирацијата околу проектот, како се изработени фотографиите, но и каков фидбек добил после завршување на изложбата. Убавите жени на мојот народ. Вака беше насловена концептуалната изложба на фотографии од ликовниот уметник Славчо Максимовски, која што посетителите имаа можност да ја погледнат изминатиот месец во културно-информативниот центар во Скопје. 29 успешни жени од Македонија со различни професии го красат најновото дело на Максимовски, а како што вели тој, од песната "Убавите жени" на Блаже Конески се јавила првичната идеја и инспирација за реализација на изложбата. Ова е изложба на концептуални фотографии на кои што се изложени портрети на жени кои што се убави во суштинска смисла на зборот, кои што се успешни, кои што се значајни за Македонија како земја. Мене ми беше поидовната точка за оваа идеја и за насловот на оваа идеја песната на Блаже Конески "Убавите жени на мојот народ". И мислам дека како целина се направивме една убава приказна која што ја представивме пред публиката во културно-информативниот центар во Скопје. Изборот беше мој, затоа што сакав да опфатам различни жени од различни професии, од различни возрасти. Сакав да представам дел од жени кои што се од јавниот живот, а дел кои што не се од јавниот живот, меѓутоа се значајни во сферите во кои што работат и действуваат. Целта фотографиите да ја прикажат нивната суштинска убавина, придонела истите да бидат минимално обработени, истакнува Максимовски. Значи ова е фотографија која што со фотоманипулација се споени два медиуми, односно фотографијата и цртежот или сликарството. Така да овие се минимално обработени фотографии за да се прикаже нивната суштинска убавина и природна убавина на сите жени, а цртежите кои што се во долниот дел од фотографијата се изработени значи од моја страна, базирани на нивните приказни или разговори кои што јас ги имав со нив во текот на сесијата, така да има според секоја приказна е направено цртеж соодветен за одредена личност. Изложбата наишла на мощна позитивен фидбек од страна на публиката, што представува изненадување за Максимовски и дополнителен мотив за уште многу успешни изложби во иднина. Јас сум изненаден позитивно, значи очекував дека ова ќе предизвика убава енергија и убаво чувство, затоа што сите што работевме на овој проект го имавме таа убава и позитивна енергија. Меѓутоа не очекував толку голем број на позитивни критики, на позитивни вибрации. Секако тоа е еден мотив плюс да продолжиме понатаму. Изненаден сум, како што реков, и ми е убаво што една ликовна изложба, еден културен настан предизвика такви реакции кај публиката, што во ова време е навистина добро. Максимовски на проектот "Убавите жени на мојот народ" вели дека работел околу една година, а се надева и на втора едиција во која што ќе бидат опфатени и други успешни жени од Македонија.
МОН настојува наставата оваа зима да биде со физичко присуство. Учениците ќе следат настава со физичко присуство и покрај енергетската криза. Како министерство ќе продолжиме до крај. Знаете дека во делот за да работиме во училиштата со физичко присуство е одговорното работење на директорите. Значи одговорното работење во делот на добро менаџирање на енергетските потреби. Но во крајниот случај до крај ќе сме за физичко присуство. Ќе видиме и во делот на организирање на настава. Гледам дека некои од општини имаат доставено барања до советите за намалување на работните часови во текот на денот. Максимално ќе работиме во делот на искористени блок дотации, од тоа што го кажувам колку од блок дотациите се користат за плати и колку училиштата досега имаат неискористени блок дотации. Имаме и таква состава каде во одредени општини имаме и неискористени блок дотации од делот на блок дотациите што се за основно и средно образование. Синдикатот на Скопскиот универзитет бара надминување на исклучително тешката материјална состојба на вработените на УКИМ, бидејќи имаат најниски плати во регионот. Многу минимално покачување од 7% кое што за жал не ја тангира најзагрозената и најтешката категорија на вработени, а тоа е ненаставниот кадар. Ние како синдикат ги застапуваме интересите не само на наставниот кадар, туку и на ненаставниот кадар. Тие се наоѓаат многу тешка и незавидна и токму тоа беше клучниот аргумент за овие наши барања, дека и на нив треба да им се помогне, значи во оваа состојба, а не само на наставниот кадар. Побара малку време да направат одредени дополнителни пресметки, затоа што во тек е во периодот кој што доаѓа донесувањето на новиот буџет за новата година. Така да во некое блиско време ќе имаме повторна средба на која што ќе бидеме повикани и ние очекуваме конечно да биде позитивно одговорено на нашите барања во интерес што ако една држава не инвестира во високото образование, во науката, тогаш таа држава нема иднина. Ние треба да се потрудиме да понудиме квалитетни програми, квалитетно образование, квалитетна едукација за да може кадрите и идните студенти и академски граѓани да бидат добро котирани и да бидат добро платени на пазарот на работната сила. Денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во Струга присуствуваше на настан посветен на отпочнувањето со реализација на регионалната програма за миграција и хуманитарен аспект на мешани миграцијски текови во организација на Црвениот крст на Република Северна Македонија. Миграцијата е еден од глобалните предизвици која што ќе трае и понатаму. Затоа е многу важно државите да бидат подготвени за еден вистински одговор. Морам да напоменам дека ние како држава далеку напреднавме во однос на подготвеноста за одговор на справувањето со последиците од миграцијата, ако погледнеме во 2015 година и до денеска. Впрочем, така напредува и државите и во регионот и во Европската унија. Ние сме целосно усогласени со политиките за справувањето со миграции со Европската унија. Заеднички политики имаме со државите од регионот, бидејќи само така е можно успешно да се справуваме. Миграцијата има како феномен влијание во повеќе аспекти. Едниот од аспектите е секако хуманиот, човечкиот пристап кон луѓето кои што бараат заштита. Вториот е економскиот момент и третиот е секако безбедносниот, што е за нас најважно. Прв приоритет е секако да се сочува безбедноста, стабилноста за граѓаните, за државата и да им помогнеме секако на луѓето кои што бараат заштита. Сите каква е ситуацијата со бегалци од Украина? Колку Црвениот крст има идентификувано бројка? Значи, влезот во државата беше малку поголем во однос на престојот нивни, некаде околу 250 од 300 се присутни во нашата држава. За нив комплетно се грижи Црвениот крст во смисла на помош и поддршка во делот на хуманитарните нивни потреби, здравствената грижа за нив. Подготвени сме, имаме средства обезбедени, имаме луѓе подготвени, односно обучени за тоа и секако дека подготвени сме до крај да им излеземе во пресвет. Сега работиме на проширување на нашите услуги кон нив, пример денови ве подготвуваме
една просторија каде што со децата украинци, односно на семејствата од Украина се тука, да пристапиме на еден поинаков начин, да ги задоволиме на нивните потреби на таа возраст, така да сметам дека како држава поделени ни се надлежностите. Уставно државата си го работи делот кој припаѓа на државата, ние секако со нашата амбиција помагаме и пополнуваме една потреба која можеме да ја задоволиме и ни припаѓа нам по тоа што го работиме како визија и мисија наша. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, се сретна со членовите на така наречената огнена група. Председателот на Демократската унија за интеграција, Али Ахмети, денеска има нова средба со така наречената огнена група која иницираше реформи во партијата, брифираат партиските членови од Тетово. Ова е втора ваква средба откако во четвртокот на 29 септември Ахмети имаше состаноци со ограноците од Чаир и Сараја, меѓу нив беа и Изет Меджити и Блерим Беџети. На 24 септември медиумите првпат го објавија писмото со кое функционери на ДУИ кој се нарекува огнена група од раководството на партијата побараа да запре војната во партијата, а одредени функционери од извршната власт да поднесат одговорност. Денеска имавме разговор со долгогодишните соработници. Со нив сум поминал во многу битни процеси, во многу успеси. Разговаравме и во суштина дебатата се враќа внатре во партијата. 15 октомври ќе има централно собрание каде што ќе се разговара за политичката ситуација, но и ќе се избере новото председателство и веднаш истиот ден новото председателство ќе се врати во седиштето на ДУИ, каде што меѓу другото ќе разговара за политичката ситуација и ќе има отчет владиниот состав на ДУИ. Врз основа на дебатата и анализата ќе продолжиме понатаму. Нема оган, нема пламен, карактеристика на ДУИ е никогаш немало напори да се изгасне различното размислување, да се истисне или да се војува против различно размислување. Напротив, со почитување на тоа сме дошле до правите одлуки. Значи, нема оган и нема да има. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 7 часот и 15 минути на улица Браќа Миладинови во близина на Тетовско средно училиште, полициски службеници на СВР Тетово привеле 15-годишникот Тетовско Ларце, кај кого бил пронајден нож. Се расчистува случајот и против малолетникот ќе следува соодветен поднесок. 57-годишна Тетовка вчера во 12 часот и 15 минути во СВР Тетово пријавила дека на улица Иво Лола Рибар во Тетово била касната од куќа. 37-годишна жена од Тетовско Прељубиште вчера во 16 часот во СВР Тетово пријавила дека на први овој месец околу 16 часот и 30 минути физички била нападната од 36-годишник и 34-годишник од истото село, а по претходна меѓусебна вербална расправија поврзана со нивните деца. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. 32-годишна Тетовка вчера во 16 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавила дека на улица Страшо Пинџур во Тетово била касната од куќа скитник. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 19 часот и 45 минути на улица Борис Кидрич во Тетово лишиле од слобода 43-годишникот гостивар и 30-годишникот гостиварско чегране, затоа што при нивен преглед на патничкото моторно возило Opel Zafira со гостиварски регистарски ознаки во кое се превезувале, им бил пронајден хероин. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им бидат изготвени поднесоци. Вчера вечер, околу 21 часот и 50 минути во Тетовско село, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 69-годишник кој еден час пред тоа бил пријавен од неговата 37-годишна сна, дека околу 19 часот пред семејниот дом физички ја нападнал. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 35-годишна гостиварка вчера во 14 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавила дека околу 13 часот и 30 минути на улица 18 ноември физички била нападната од 21 годишник. По документирање на случајот на пријавениот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера пак во 16 часот на улица Линденска во Гостивар полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар со судска наредба привеле 53 годишникот Гостиварска Долна Бањица за издржување на затворска казна. Набргот е спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово. Од СВР Тетово информираат дека вчера на Тетовско гостиварското подрачје била спроведена акцијска контрола за брзина со која се движат возилата во која вкупно биле изречени 120 мерки.
Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 7 до 12 часот спроведоа акциска контрола за брзина, со која се движат возилата, а во која вкупно биле изречени 120 мерки, 88 во Тетово и 32 во Гостивар. 93 од мерките се однесувале на пречекорување на максимално дозволената брзина надвор од населено место, при што 9 возачи прекршители пречекориле за повеќе од 70 км на час. Покрај ова санкционирани се и 27 возачи, 18 во Тетово и 9 во Гостивар, кои ја пречекориле брзината во населено место, а констатирани и со соодветни поднесоци биле заокружени и 2 други видови сообраќајни прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш со апел до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот, односно да не возат пребрзо, дотолку повеќе што престојат врнежливи, лизгави и постудени есенски зимски денови. Зашто и годинава најчеста причина за сообраќајните несреќи е токму пребрзото возење и предсезоние со најтешки последици. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!